Откако на социјалните мрежи се појави слика дека студентскиот дом Пелагонија тоне во ѓубре, нашата екипа отиде на лице место, наместо во контейнер, и ве каде завршува дел од отпадот. Но дворот беше чист. Директорот на студентскиот дом Бујар Муртезани не сакаше да зборува пред нашата камера. Тој неофицијално рече дека секојдневно се соочуваат со овој проблем. Дневно вработените фрлаат од 10 до 20, а за викенд 40 кеси отпад. Свестан нидните академски граѓани вели тоа е мало. Директорот најави построги мерки, ќе постават камери, а ќе има и парични казни. Повтора опомена, оние студенти кои нема да ги почитуваат правилата, ќе мора да го напуштат студентскиот дом. Околните граѓани се жала дека е опасно да се поминува покрај објектот. Честопати биле сведоци дека низ прозорите летаат тегли и шишиња. Фотографијата која беше споделена на социјалните мрежи најде на бројни коментари од граѓани кои ги критикуваат студентите. Предпријатието Комунална хигиена најави дека утре ќе почне акција за чистење. И покрај фактот дека чистењето на ваквите површини не спаѓа во ингеренциите на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје, предпријатието ќе ги спроведе овие активности со цел да се спречи ширењето зарази и да се заштити животната средина. Директорот на домот, градоначалникот на општина Кисела Вода и директорот на јавното предпријатие Комунална хигиена утре ќе одржат пресконференција пред студентскиот дом, на која, како што велат во соопштението до медиумите, ќе упателе апел за совесно постапување со отпадот и опасност со создавање на диви депонии која загрозуваат животната средина.